Во организација на општина Ѓорче Петров и Факултетот за земјоделски науки, во Домот на културата во Ѓорче Петров се одржа трибина со земјоделците од општината на тема фуражни култури, складирање и правилно чување за време на зимскиот период. Како што информираше Верче Стојановска од информативната канцеларија за земјоделство, целта на оваа едукативна средба е да ги слушнат проблемите со кои се соочуваат земјоделците, пошто општината ќе превземе мерки за решавање на истите во рамки на незините надлежности. Целта е пред се земјоделците да се запознаат како подобро може да ги заштитат фуражните култури во однос на складирањето во зимскиот период, да не дојде до скапување или други работи, со тоа што ќе имаат и поздрава храна и за добитокот во текот на зимата. Кои се најчестите проблеми на земјоделците со кои се соочуваат или најчесто поставувани прашања? Па најчесто поставувани прашања им се пласманите на фуражните култури, значи им останува добиточна храна доста. Така да, исто и како што напомнав и претходно, со наводнувањето имаат проблем, со каналите, тие се некои така и малце поголеми проблеми кои што треба повеќе внимание да се обрни да ги средиме малце по малце. Со што всушност и општината почнува значи на тоа поле да действува. Информативната канцеларија за земјоделство, која е лоцирана во местната заедница во Ново село, започна да функционира на 1 февруари годинава, со цел да излезе во пресред на потребите на населението кое се занимава со земјоделие. Една од главните цели е да се приближат ИПАРТ програмите до сите земјоделци и да се развие земјоделието во руралниот дел од општината. Целта на таа канцеларија е пред се информативно да се информираат земјоделците за сите оние случувања во областа на земјоделието кое што е, придружување на ИПАРТ програмите, све што ги интересира околу земјоделие, земјоделско земјиште, во однос на посевите, на загаденоста на почвите, каде можат да добијат информација за испитување на почвата, на растенијата, болести нивни. Веќе неколку месеци е значи во функција оваа канцеларија, каков е досега впечатокот, дали има интерес од страна на земјоделците? Па сега за сега значи се уште ја развиваме, интерес имаме кај земјоделците, доаѓаат скоро секојдневно со проблеми кои што се соочуваат. Пред се значи во однос на најголем проблеми представуваат каналите за наводнување. Гледаме во тој контекст значи да почнеме да ги средиме и нив. Професорот Зоран Димов од Факултетот за земјоделски науки потсети дека вакви трибини Факултетот за земјоделски науки организира постојано и интензивно во изминатите години и посочи дека секогаш е расположен да ги сослуша граѓаните и да се обиде да им помогне, со што излегува од стереотипното држење предавања. Земјоделскиот факултет во Скопје како најстара и најдобра наставно-научна институција од областа на земјоделството ја негува традиција веќе 70 години, директна средба со директни земјоделски производители, каде што ние ги презентираме некои понови научни созданија од потесната област, секој од предметните професори, а земјоделските производители преку своја активност, преку своји видувања, понатака интерактивно ги согледуваат тие новини, некои од нив можеби ги применуваат веќе одамна, некои не. Тоа е работа на некој нивен развој, се со цел како да го подобриме земјоделското производство во Македонија, како да го поевтиниме земјоделското производство во Македонија, а да добиеме што поголем принос. Ги прашавме земјоделците кои се нивните барања. Еден од основните проблеми со кои се соочуваат е недостигот на вода за наводнување на нивите. До сега сме немале вакви трибини. Сега е убрго вака новина и сега сме заинтересирани доста. Првин треба да има некои услови за работа за земјоделие, први, а тоа значи веќе вода нема во Ново село, ја мислам, зборам за Ново село, добро и Волко и Орман, тие ми и Бардовско место и Кучовско место што има тоа. Има и Црногорско место, тоа не се ни обработува, нити ништо. Како ти кажам, народот веќе нема волја за да работи. Еве сега има колку? Сега сме јуни, а ние пред 1 мај сме имале вода во Лепенец. Вода е во јазот. И сега сочисти јазот, па нема вода. Причината што е? Што ќе преземат и да сакат некој да работи, што ќе преземат они? Не може со празни раце без вода.